Денешниот рецепт е мала модификација на класичниот мек енд чиз. Мек енд чиз мислам дека еднаш би подготвив како рецепт, а денеска ќе одам чекор подалеку и ќе го збогатам, ќе го изменам и ќе ви покажам како да направите ручак. Значи мек енд чизот најчесто сите го прават, тоа е макарони со сирење, малку измешано со класични наши макарони, само ставаме можеби малку кашкавали, повеќе бешамел. А јас ќе дам чекор понапред денеска и ќе ви покажам како да направите сирењасти убави макарони со сладок компир. Да. Денешниот рецепт ќе биде мек енд чиз со сладок компир. Сладкиот компир е можеби појак на вкус од обичниот компир, но чедарот, гаудата, пармезанот и се она што ќе го ставиме во макароните ќе го збогатат на вкуса, блажината на сладкиот компир ќе биде одличен додаток во рецептот. Јас ве охрабрувам да го пробате и да ми пишете и да ми кажете дали можеби овој рецепт се поклопува со вашите вкусови или треба да се држиме до оние стандардни рецептори. За да го подготвите овој рецепт, ќе ви треба мојот готвач за ориз и пане. Се шегувам. Мојот готвач, садот на карес, каде што може да готвите ориз и киноа, повторно е достапен со користење на мојот код Маја20 при онлайн купување. Верувајте, го лиснува времето поминато во кујна и прави совршен ориз. Јас денеска готвачот за ориз и киноа ќе го искористам за да направам сладок компир. Мултифункционална е алатката заради тоа што има исклучителен дизајн каде што дозволува да излегува парејата, односно може да варите и да варите и подготвувате зеленчици како сладок компир, морков, брокула заедно измешано со оризот или посебно како јас денеска што ќе го подготвам. Еден цел сладок компир. За да оваа техника ви биде успешна, мора да направите да го исечете компирот, сега ќе ви покажам на која димензија и која дебелина. Значи ова е тоа што го бараме. Треба да биде отприлика 1 сантиметар, бидејќи 11 минути можете и подолго да го варите, меѓутоа нели целта ни е да го скратиме времето на готвење, ви треба околу 1 сантиметар да биде. Направете го потенки парчиња за да може тие убаво да се сварат, бидејќи дел ќе го искористиме да го изгмечиме, да го направиме сосот, а дел ќе го оставиме како мали коцкички за да биде дополнителен додаток и слој во јадењето. Ќе го исечкаме компирот и ќе го ставиме во микро, моето е на горење, околу 11 минути. Тоа е доволно време за да направите убав и мек сварен компир. Денес кога правев нарачка од пакет МК за емисијата, влегов во сите секции кои ги имаат и поинако ми беше идејата. Друго сакав да подготвувам, но заглавив на пилјарата и на сите тие рачно избрани работи. Испорачав еден куп зачини, билки и го видов сладкиот компир и од таму ја добив инспирацијата за денеска да ви ги направам мек енд чиз со сладок компир. Бескрени можности и инспирации кога имате соодветни партнери да ги исполнат вашите желби. Наполнете го садот со вода, значи прекрите го, овој пат ќе ја цедиме водата, така да прекрите ги сите компири со вода. Тие дополнително, капакот дополнително ќе ја задржи парејата внатре, ќе му возможни еднакво да се сготви. Јас сакам да го наполнам садот со вода, при тоа да се избањам, очигледно гледате. Убаво да посолам и 11 минути во микро. За тоа време имаме можност да ги подготвиме останатите состојки. Ќе ги ставиме макароните, јас ставив тенџере со вода. Секогаш кога варите тестанини, убаво посолете. Секогаш варете ги тестанините во убаво засолена вода. И мојата веќе врие, исклучиво завриена. Имам обични кружни макарони, малку спирални во суштина. Такви имам денеска. Макарони, било какви искористете за ова. Исто така може да направите и лазања со ова полнење.
Јас сакам макароните затоа што сакам да ми бидат баш во еден слој, а вие ако сакате да направите лазања со ова полнење, апсолутно ве поддржувам. Ќе ги префрлам на другата плотна на горење да се сварат, за да си ослободам простор да ги подготвам останатите состојки. Ќе направиме класичен бешамел. За да подготвите класичен бешамел, знаете ви се потребни неколку состојки. Путар, брашно, млеко, топло млеко и многу трпение. Имам неколку коцки путар, отприлика ви требаат 2 лажици за ова, 2-3 лажици за овој рецепт. Секогаш путарот заштитете го, ако не брилијант, сончогледов овој пат, бидејќи не сакам да ми биде неутрален вкусот, односно да не ми биде маслиновото зачин. Затоа употребувам сончогледово, кое брилијант го има донесено до совршенство. Не знам дали знаете, имаат и нови масла. Го имаат маслото за пржење, кое е направено од специјални сончогледови семки. Има понеутрален вкус, издржува повисока температура. Најдете го во маркетите, порачете го од пакет МК. Стопете го путерот. И внатре ставете брашно. Убаво измешајте го, мислам дека ми треба лажица жица, маталка. Убаво измешајте го и соединете го путерот со брашното и со маслото. Еве вака, за да направите нежно тесто без грудчиња. И потоа додавате топло млеко. Помалку. И тука доаѓа последната најважна состојка, трпение. Нежно, во осмици, како кога би правеле рижото. Рижотото бара исто споро мешање, односно да му дадете на оризот да ги прими сите течни состојки кои ќе ги ставите во рецептот. Бешамелот е сличен процес, каде што тестото кое сте го направиле на почетокот од брашно, путер и масло, полека ќе го храните со убаво млеко и ќе правите течна, кремаста структура. На еден курс за француска кујна, кој го посетував, кажа дека исклучиво е важно да се меша во осмици. Не знам да ви кажам дали тоа вистина или не, но кога некој сериозен готвач ќе ви го каже, можеби треба како теорема да го сватиме, мешајте во осмици. Постојано мешање. И тоа е тоа. Прилика му треба 5 до 7 минути за да се соедини и да направи убава кремаста текстура. Трнете го на страна. Следно што ќе подготвиме е карамелизирана сланина. Ќе го оставам малку да ме почека додека ја направам сланината. Карамелизирана сланина во основа се подготвува на тој начин што малку ќе ја препржите сланината, ќе ја трнете на страна во некоја чинија, а потоа ќе направите баш цврста карамела. Односно во маслото ќе додадете шеќер, јас ќе додам чекор понапред, ќе додам јаворов сируп за да ми го ароматизира и да ми даде еден поспецифичен шмек на сланината и ќе ја искрцкате буквално до горење. Значи ви требаат мали чипсови направени од испечена и подгорена сланина. Ќе загреам убаво тавата и тука имам една сланина која е веќе исечена на тенки парченца. Ќе ставам брилијант сончогледово. Бидејќи сакам само да ми се појави да ми ја заштити сланината од првично горење, ќе ја измешам, ќе ја измачкам само тавата со масло. И од кога ќе се загрее, ќе ја пропржиме прво сланината. Тавите лео имаат нелепливо дно и се направени од легура која овозможува да си дозволите вакви екскурзии во кујната. Замислете да е нека тава што се лепи. Кога ги имате лео, програмата лео, имате
со сигурност ви тврдам дека ништо не може да се залепи, дури на крајот како нешто и дури изгоре и стане јагленосано, доволно е само да му дозволите да се изглади, буквално само се отстранува јагленосаното парче, што е многу згодно кога нешто сакате да приготвите, знаете дека може да изгори, да се залепи. Ќе ја пропржам сланината додека не подгори, потоа ќе ја тргнам, внатре ќе направам карамел сос и убаво ќе ја прелијам парче по парче. Ја пропрживме сланината, ќе ја тргнам на страна. Нема да ја цедам, заради тоа што не додадов многу масло. Маслото во кое се пржеше сланината, ќе ја искористам за да ја подмачкам тавата во која ќе ги правам мек енд чизот. Секако, таа арома не смее да отиде залудно, убаво премачкајте ја тавата. Оставете да ве почека и следно што ќе направиме на оган додека е загорена тавата, ставаме шеќер и малку јаворов сируп. И ќе ја вратам сланината назад за да ми го прибере шеќерот. Малку ставив, значи само треба да ви биде облеана и да биде малку карамелизирана. Соберете ги сите тие шеќерни кусови од страните, ќе стане дополнително сјајна. И одложете ја повторно на страна. Ќе ве почека додека ги подготвиме останатите делови на рецептот. Му се враќаме на бешамелот. Ви кажав дека најважно е да го пробате, да видите дали е добар на вкус и колку сол треба да дадете. Јас обично додавам најпрвин еден прстофат. Го промешувам. Не знам дали сум ви кажувала како да чувате бешамел. Секогаш ако сакате да го ристите во тегличка бешамел и да го зачувате на страна, за да може да го употребите во некои вакви јадења, ставете го во некоја тегличка и дозгора ставете до онаа прозирна најлонска фолија, убаво залепете ја на површината и извадете ја. Така ќе дозволите, ќе направите воздухот да не влегува внатре во бешамелот, да не се прави коричка, а потоа при затоплување да не ви се прават грудки. Така може да остане до недела дена во вашиот фрижидер. Сега малку ќе ја пробам. Совршен вкус. Значи 2 прстофати сол и она што оди внатре, задолжително се сирење. Јас имам денеска гауда, ќе го изрендам внатре директно. Следно, внатре рендаме чедар. Убав чедарот има еден исклучителен вкус и има брзо се топи, затоа најчесто се користи во сите рецепти кои бараат сирењасти сосови. Има прекрасна арома. Јас го обожавам и во такоси. Ќе го изрендам чедарот и потоа ќе му го додадам пармезанот. Ќе ги потопам макароните и ќе уживаме на крајот во вкусот. Внимавајте кога користите ренде, внимавајте на прстите. Јас секогаш, пошто сум многу трапава, сум извадена од памет, затоа веројатно единствен пат кога ќутам во нашата емисија е кога рендам. Внатре ќе го додадеме и пармезанот, ренден пармезан, може да ги од кесичка, слободно. И убаво направете сирењас сос. За тоа време може да ги исцедиме макароните. Ќе си помогнам со моето гнездо.
И седете ги макароните, меѓутоа не до крај, заради тоа што ви треба течноста од водата во која се вареа. Внатре, за да направат убав и кремаст сос. Ги додадеме внатре сите прекрасни сирења и бешамел сос. Ги промешаме. Дали ова не е совршенство начиние? Кажете ми дали не огладневте само гледајќи го на вашите екрани. Јас се надевам дека ќе ве охрабрам да станете од вашиот кревет и да го подготвите ова совршенство. Единствениот зачин кој ќе го ставам внатре ќе биде морско оревче. Морското оревче и покрај сол и бибер, нели стандардно, е она што ќе го направи уникатен вкусот на овие мек енд чиз. Бибер. И мислам дека веќе можам да. Не знам дали го слушате звукот. Направете малецки јагленчиња од карамелизираната сланина. Не ми воспутува овој звук. Не знам дали го слушате. Колку е убаво испечена. Тоа е знакот за дека се готови компирите, кои ќе видат последната состека во овие мек енд чиз. Целата сланина ќе ја иситниме внатре и рената ќе ја уклучиме на температура од 200 степени. Ќе го печеме во тава, бидејќи сите состојки се готови, а ви треба само време да се спојат сите вкусови. Ќе ги ставиме во рерна околу 20 минути, не повеќе, односно додека не се потпече горниот слој и не направи убава крцкава кора. Мислам дека се веќе готови, да. Изгмечате го, значи само рустично. Не ви треба пире, ева, вака, да излезат само коцкички да се појави и како парченца. Го засоливме дополнително. Нели сум ви зборувала дека сакам слоевито солење на нештата. Само рустично изгмечате го и додадете го во целата смеса со макарони. Тавата која премачкавме од... Само да си расчистам малце. Денеска многу садови имам за користење и малку ќе имаме повеќе работа да средиме после моето готвење и сите хавари кои ги правам во кујната. Убаво промешајте. Видете како се тегне целиот кашкавал. Дали ова не е задоволство за гледање, а камоли за конзумирање. Убаво измешајте целата содржина. И префрлете ја во тава за печење. До секое парченце, заради тоа што ви ветувам дека е со исклучителен вкус и баш е comfort food, го викаат тоа американците. На крајот бибер. И во ревна околу 20 на минути. На крајот само седнете си, пуштате си добар филм и уживате во нашата комфорт храна, односно храна за утеха. Така ние дебелите си давам изговори. Се гледаме за кратко.
мек енд чизот се готови, ги оставив малку да се изладат пред да ги послужам, а бидејќи денеска подготвив храна за утеха, односно comfort food, ред е да ви понудам и пијало кој можеби ќе ви го подобри расположението кога би ги конзумирале ваквиот, не знам, сирења, кашкавали и сите убави мириси кои се наоѓаат во мек енд чиз. Ќе направиме сангрија. Мене лично ми одговараше бидејќи имате еден силен рецепт, силен вкус и затоа мора да имаме еден игрив рецепт и пијачка. Сангријата ја правиме со црвено вино. Барем јас ја правам со црвено вино. Ќе збогатам со малку рум. Ако не ви се допаѓа, употребете некој ликер, не знам, ликер од јагода, вишна, кајсија, бренди. Јас ќе ставам денеска рум, затоа што така се чувствувам. Ќе ставам сок од 2 цедени портокали. Ќе ги исцедиме портокалите. Ова е можеби летен пијалок и знам дека сите можеби сакаме во лето да го конзумираме, ама зошто да не си ја најавиме пролетта и да си направиме да ни биде убаво, пријатно. Морам да ви кажам дека не конзумирам алкохол буквално во никаква форма. Чаша вино можам да поднесам со добро јадење, нели, во комбинација со оброк, ама коктели баш ти сакам. Сакам сангрија, сакам мохито. А денес ќе изненадам мојата екипа и по завршувањето на емисијата ќе наздравиме и ќе се почестиме со убавите макарони и сангрија. Секогаш во сангријата оди дел кој е овошен, вино, дополнително некој алкохол кој ќе го изберете. Јас денеска избрав рум. Ќе ставиме 4 лажици кафеав шекер. Убаво промешајте. И внатре ставаме сецкано овошје. Јас денеска ќе ставам портокал, бидејќи искористивме сок од портокал. Да биде комплементарно. Ќе ставам круша. Убава вилјарамовка, блага е, а е крцкава. Ќе ја направам малце по Ќе направам малку по тенко исечена, повторно на полумесеченки да биде се согласно изборот. Ќе додадам јаболко, само дека е доволна половина. И најчесто јас барем сакам во мојата сангрија некакво бобесто овошје или не знам, а денеска имам убави јагоди кои ми ги донесаа пакет МК, така да ќе ставам јагодки. И оваа сангрија мислам дека јагодата е баш доминантна како вкус, ќе ја збогати сангријата со дополнителни мириси и вкусови. Убаво измешаме. И ништо без мраз. Ставете неколку коцки мраз и толку. Дајте му некоја минута да се соединат сите вкусови, да се растопи шекерот и да се соединат и да направат убав коктел на база на црвено вино. Се гледаме за кратко. Тоа беше се за денес. Користам пластична шпатула за да го исечам, бидејќи не сакам да си го уништам новото тавче со метален нож. И сакам да ви покажам како изгледа внатре. Затоа ви кажав дека ова може да биде баш убав додаток за лазања, се уште испарува. А бидејќи денеска го преферирам
Вториот рецепт кој го подготвив, ќе си ставам вино. Мојата сангрија, варијанта на сангрија е направена од неколку типови на овошја, измешана со малку рум и е прекрасно расположение во секој дел од денот. И останете ми добро. Бидете креативни во кујната и секогаш пробувајте нови работи. Кога се чувствувате тажно, обидете се да се расположите со подготвување на храна за утаха. Испратете ми од се она што сметате дека е храна за утеха, ќе го разгледам со посебно внимание, а до тогаш, на здравје!